тука пред Министерството за внатрешни работи да кажеме збор 2 за модерниот европски колективен договор, што пред известно време беше подпишан од страна на министерот Спасовски. Денес ќе дадеме оценка и ќе ставиме акцент на тоа дека дефинитивно министерот Спасовски може подобро и повеќе да и наштити македонската полиција. Денес се тука, по не знаеме кој пат, да подсетиме дека полицијата никогаш како досега не била толку понижувана како што е сега. Денес сме сведоци на еден преседан и крајно неморално и неетички уништување, назадување на правата на работниците во МВР, преточен во нешто што е само налик на колективен договор, подпишан од министерот Оливер Спасовски и председателот на единствениот МПС Маријан Кицев. Со она што ние како СПМ се соочивме пред анализата на овој договор, не сакавме да веруваме дека е вистина се до неговото објавување и озаконување е запрепастувачки. Првото прашање кое се наметна е зошто некој би сакал да состави ваков факт. Но за жал, одговор на тоа прашање можат да понудат само подписниците на тој акт, министерот и МПС. Она што ние како синдикат можеме да го кажеме е тоа дека се од претходно најавеното од страна на подписниците е лага или во најмала рака манипулација, дека се задржани сите права од претходниот колективен договор. Како за прв пример, ќе ги наведеме ударните вести за добивање на еднократен надоместок, додаток од 100 евра за новородено дете и еднократен надоместок за менторство, јубилејна плата за 10 години, работа во МВР. Но она што не е кажано е дека тие одредби не стапуваат веднаш во сила, а дали и воопшто некогаш ќе се исплаќаат, и тоа е прашање кое лично како синдикат не веруваме. Следно, најавата за исплата на доместок за домашно дежурство за работниците од неуниформираниот дел кои не работат во смени. Да, но за жал и таа одредба е со одложено време на стапување во сила, односно 1 јануари 2022 година. Она што министерот не се пофали е тоа што за сметка на домашното дежурство ќе се исклучат додатокот за ноќна и прековремена работа, викенд, празник и слично, кои се исплаќаат досега за таквите смени кај наведените вработени. Да прашаме уште нешто. Која е целта на ваквите поклони ако не можеме да ги добиеме? Или ова се само најави за она што следува ако сме послушни и покорни, или воспротивно нема да ги добиеме? Ова се навистина унапредени права. И се ова досега е само вовед во она што следи, во овој унапреден и европски колективен договор, резултат на диалог и разбирање помеѓу МВР и МПС. Имено, допрена е една од најболните точки на работникот во МВР, исплатата на додаток за прековремена работа. Она што е премолчено е секогаш расипаното, оштетеното, трулото. Овој пат МПС не извести дека со овој колективен договор ќе се исплаќаат 32 часа прековремени работа часа, што беше и пракса до сега. Но се што ќе се оствари како прековремена работа над 32 часа, работникот ќе смее да го користи исклучиво како работни, како слободни денови. Она што досега работниците во МВР го остваруваа со тужби заради тоа што не им беа исплаќани прековремените часови на 32 часа, сега им е одземено. Ова за вас, господа подписници, е унапредено право. Зошто и за ова не се пофаливте пред задоволната полиција? Зошто не се запофаливте дека во редбите каде предвидувате храна и пат за ноќна смена ќе ги исплаќате доколку ноќните смени се 1/3 од полното работно време во годината? Уште сега е јасно дека целта би е однапред ова право да не успее и никако да не биде исплатено. Додадовте уште еден, трет, слободен ден за крводарители. Одлично. Но не кажавте дека со тоа додадовте уште еден ден повеќе за да не може да се исполни правото за бонус плата. Бидејќи само годишниот одмор не се засметува како отсуство од работа, нели? Што како што веќе најавивте, онака партнерски за сметка на тужбите за бонус плата. И ова ли е можеби унапредување? Накратко, и за вашите султански, деспотски аспирации, председателя Кицев. Она што досега беше синдикат, како поим, во согласно со устав, закон и конвенција,
го избришавте и го присвоивте и сега под синдикат во МВР според вас се подразбира исклучиво МПС. Изгледа заборавивте на одлуката на Уставен суд, со која и претходно таквото ваше присвојување беше поништено. Она што до 2015 година беше обврска на министерот да составува листа на вработување, со кој не е предвидена транспарентна постапка, дискреционо право, сега си го дозволивте со тоа што со овој договор МПС заедно со министерот ќе одлучува кој, каде и кога ќе биде вработен во МВР, без обврска за јавен оглас. Ова е навистину напредено право, но за вас, партнерите, за никој друг. За вашите синдикални екскурзии во државата и странство до сега ви следуваа 3 дена платено отсуство. А сега си го напредивте тоа право во време трајање на настанот. Сега ќе можете оправдано да трошите буџетски пари и за 10, 15, 20 и повеќе дена без одговорност. И сето тоа се дрзнавте да го прикриете зад, замислете, учество на нашите спортисти на меѓународни манифестации. Одлична можност за платен одмор. Апсолутно ги узурпиравте и присвоивте објектите на одмор и рекреација на МВР. Само со ваше составување на список и одобрување ќе може некој работник да си ги користи тие објекти. Па нели се во собственост на МВР? Или сега нема разлика помеѓу МВР и МПС? Па добро, вие синдикат сте или владина институција, со што го задолживте Спасовски, па до толку аздисавте. Зошто повторно дозволивте покачувањето на бодот да биде со услов 5% и доколку се предвидени средства со буџетот? А можете да го намалите процентот макар на 2,5% и да биде задолжително. Зошто додатокот за регрес за годишен одмор К15 не го договоривте како задолжителен со исплата еднаш годишно, со рок на крајот на тековната година? Барем не бевме порамнети во овој дел со правата во шумската полиција. Или ние не вредиме толку, ние само имаме право на тоа. Но, судејќи по овој ваш напреден колективен договор и во иднина, нема да можеме да се надеваме на било какво подобрување на катастрофата во која се наоѓаме веќе со години. Во дисциплинските постапки веќе им го одзедовте правото на одбрана за колегите, за синдикален представник по нивни избор. Или ќе се одбраните со тоа дека можат да не повикаат, а нема да кажете дека освен Македонскиот полициски синдикат исказот писмен или усмен на представник на другите синдикати нема да влезе во записник и нема да се земе во предвид. И ова е за вас унапредено право и им го зедовте правото на избор. Господа подписници, како синдикат, изјавуваме дека не сме задоволни со овој договор воопшто. Но не сме малку, во тоа ви уверуваме. Ви ветуваме и вас, и на вашите колеги, дека СПМ нема да подлегне на притисоците и ќе ги преземе сите можни дејства и можности вистината да излезе на виделина. И овој несовесен и незаконски акт да биде поништен, бидејќи само на тој начин ќе се поправи и спречи штетата на истиот. Знаете многу добро дека овој акт е спротивност со Уставот на Република Македонија, законите кои регулираат оваа правна материја, а исто така и со Конвенцијата за човекови права. Време е да дознаат и јавноста и вработените во МВР. А овој колективен срам на почеток сега демонстративно ќе го поништиме со кинење на хартија на која се одземени и ускратени работните права. Ви благодарам.